Глава. Глава. Глава, глава и глава. 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 Вистинска вештина е да се подигне напнатост. А може да е во прашање чиста среќа? 76 пати поред. Нов рекорд. Не биди смешен. И како? Так, тоа е се. Па, Нов рекорд, за тоа беше цялата работа. сега си добив Така да, и не се прашуваш како. Па сам се фрлаше. Значи не постои ниту трошка сумнеш во мене. Сега замисли си да загубиш. Значи, наместо глава цело време да паѓаше писма, 76 пати со ред писмо, што би помислил? 76 пати поред писмо, така? Така. Тогаш добро би ги погледнал паричките. Аха. А ти немаш страх? Страв. Страв од малата пукнатинка што ќе ти го разбистри умот. Глава. 77. Среќен си! Молам? Велам задоволен си, спокоен си. Па да, мислам дека сум. И што ќе правиш сега? Ништо, ти што сакаш да правиш? Ја? Да. Добро. Слушај, значи ова не е прв пат, јас се питам кога ме париш, така? Не, ние фрламе парички уште одам. Да, ама ниту ти, ниту пак јас не сме имале повеќе од 5 до 3 парички едниот од другиот, така? Така. Ама сега 76 пати. 77. Извинувам, 77 пати со ред паѓа глава. Не, нема почудно. Слушај, а уште понеобична научна појава е фактот што ноктите на рацете растат по смртта исто како и брадата. Брадата. Ама ти не си умрен. Јас не велам дека сум умрен, добро што ти е тебе. Ноктите на рацете растат пред да се родиме, но не и брадата. Чекај. Вака, дали се сеќаваш на првата работа што ти се случила денес? Се разбудив. И? Се сетив. Бледникаво утро пред зора. Човек кој стои на коњското седло и тропа на прозорските капаци. Каква е таа врева, што правиш овде? И закиваш, тој човек не повика по име. Така. Испратија човек по нас. Така е. Затоа сме овде. Патуваме. Така е. Работа од исклучителна важност. И нема што тука. Го запаливме светлото во комишницата, ги оседлавме коњите, тргнавме наврат на нос, јурејки преку поле, брзајки да се извршиме должноста, плашејки за да не стигнеме предоцна. А зашто предоцна? Од каде да знам, уште не сме стигнале таму. Па тогаш што правиме тука, се прашуваме. Со право се прашуваш. Па тогаш да тргнеме. Добро, да тргнеме. Ама, каде?
Напред. 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 Чекай. Во кој правец? Во кој правец? Во тоа е работата. Значи ние почнуваме од почеток. Еден човек стои на седлото и тропа на прозорските капаци. Ги викаат нашите имиња, порака, заповед. Ние постојано се движиме каде? Нешто мора да ни го покаже патот. И веќе 3 минути слушам како... Слушаш? Како некоја... Како музика. Како музика, да. А како музика? Како некоја група музичари. Како... Барабани. Како барабани. Сигурно ми се присторил. Некоја грмотевица беше. Или... Како барабан. Како барабан. Публика! Не вртай! Завршено и сега што не идовме. Да се сретнат двајца джентлмени на патот. Се надевам, нема да ве избркаме. Како мислите? Добри ве најдовме и тропу на време. А ние зарđавме. Вие не затекнавте во мигот на нашето заминување во декаденција. Утре, во ова време би можеле да заборавиме се што знаеме. И с оглед на тоа какви се времината би можеле да се вратиме онаму, каде што започнавме на импровизација! Вие сте акробати. Би можеле и да се превртуваме ако сакате. И с оглед на тоа какви се времината. Инаку, ако звечне нека паричка, можеме да не направиме избор од крвави романси, полни со фини каденци и трупови. Не мора да се слушне многу звечкање. Една единствена паричка има музика во себе. Се викам Гилденстерн, а ова е Розенкранц. Не, тоа е Гилденстерн на јас сум Розенкранц. Розенкранц, Гилденстерн, Гилденстерн, Розенкранц, Розенкранц, Гилденстерн, Ние се разбира сме играли пред поголема публика, но и квалитетот се разбира значи. Не значи. Вие не сте исклучително актери. Ние сме исклучително и актери, господа. Да. На тоа мислев јас. Вие прикажувате. Што значи во повеќе пари, така? Повеќе трговија, господа. На тоа мислев повеќе трговија. Со оглед на тоа какви се времиња. Да, точно. А какви се? Равнодушни. Лоши. Заслужени! Да, јас сум слушнал. Ама јас никогаш не сум бил во... Што точно вие работите? Па видите, се трудиме да се држиме до вообичаеното, само обратно. Значи, ги правиме на сцената оние работи што треба да се случуваат надвор од сцената, што е некаков интегритет, иако на секој излез гледаме како на влез. А кој е ваш папка? Трагедија, господа! Смрт и ненадејни откритија! Немилосрдни и
Neočekovaný presledný. Melodrámy nováži, preoblečení vo ženy. Ideme vodíme vo svetotná, intrigata, na iluzijata, vo svetotná, mobi i judasi, vo svetotná ubiti, na napačení domovnici, na neverní ženy i obeščestení devici, flagrante delito, na siluvači i siluvani. Malku te väčšiny, ako sakate da gledate, a nešto povejte, ako sakate da učestvujete vo dejstvijetu. Gospoda, a сега, što vi je povolja? Gledate li nešto što vi se dopadja, gospoda? Ajde, učtete ja vašata fantazija povolja. Gospoda! Da učestvujete? Da gledam. A što da gledate? Privatna predstava. A koliko privatno? Pa evo, samo nije dvajca, dovoljno je. Za publika bedno, a za vojeri reči si... Prosim. A vo što je razlikata? 10 furi. 10 furi? Ne. Sakam da kažem ovo. Kupno. Kako rekovte nas ništa? Sedu. Ne. Gospoda! Svi odimo. Povedete, gospoda. Господине, мислам дека кажавте нешто за плеткување во действието. Да, кажав. Реагирате побрзо од вашиот пријател. Видете, за неколку форинти имам приватна и нескратена представа. Грабнување на Савињанките. Или поточно на Савињанката, или уште поточно Алфред! Позната ви е пиесата? Не. Сјајна пиеса. За 8 форинти можете дури да учествувате. Играјќи ја било која улога или 2 за 10 повторно на бис. Алфред. Ова е тоа? Никаква енигма, ништо класично, никакво достоинство. Еден комичен порнограф и чкак од проститутки. Ете така. Срамно е. Требаше да не видите во подобри времења, кога бевме вистински театар. Алфред. Само за миг многу ме интересира што би направиле само за ова. Толку ефтини никогаш не сме биле, господа. Како не сме? Господа, одиме. Алфред. Кај сте тргнале? Дома! А од каде? Од дома! Ние сме патувачка група! Си ја пробаме среќата таму каде што ќе ја најдеме! Значи за вас ова беше среќа, така? Среќа! Е па таде, не најдовте нас. Да. Или случајност? Ваша или наша? Ваша или наша? Едната не одиме с другата! Значи судбина. Ние не отрагуваме Сонја. Вечерно играме на водо. Или
дека имам влијание. И ректе како имате. Сепак имам влијание. А што сепак? Реков, имам влијание. Сакате да се кладите? А на каква отклада мислите? Писмо или глава? Не, глава. Глава. Добре. Реванш? Може. Глава. Е глава. Уште една? Добре. А, писмо! Глава. Изгубивте, ни дължите. Ние немаме пари, господа. Немате пари? Ами што имате? Ова е најдоброто што го имаме. Алфред. Епа времињата навистина ми се заникале. Добро, дали знаете некакви еси? Јес. Епа даде, нели рековте дека сте актери? Вклучително и актери. Големите класици на убиствата, антични трагедии, братоубиства, самоубиства, флагранте деликто. Ваш факт, така? Не би рекол дека е така, господа. Знаете, ние повеќе припаѓаме на школата на крв, љубов и реторика. Изберете самите, ако имате што да изберете. Тешко е да се избере, господа. Знаете, ние можеме да ви понудиме крв и љубов без реторика. И можеме да ви понудиме крв и реторика без љубов. Или сите три едно по друго, или сите три заедно, но никако не можеме да ви понудиме љубов и реторика без крв. Крвта е задолжителна, господа. Се сведува на крв. Аха. Значи тоа е она што го сакаат луѓето. Тоа е она што ние изведуваме, господа. Добро. Ние сме подготвени. Повели. Господа, 38. Влезовите се таму и ваму. Чекайте малко. Добро, нема да се пресвачате во гостима? Јас си сум во него. Јас никогаш не го соблекувам. Значи секогаш сте во лика. Токму така. А нема да одите на сцена? Јас сум на сцена, господа. И почнувам. Добре дојдовте, Мил, Розенкранц и добар Гилдестер. Гилдестер и Розен. Потребата на вашите услуги никто не наведе да пратиме по вас. Сте чули ли нешто? Сте чуели нешто? За преобразбата на Хамлет, да ја наречеме така. Се изменил сиот. Заштото е ни однатре не личи на оно што некогаш беше. Што друго освен смртта на таткова би можело да го изостави од разумност, јас не знам. Затоа ве молиме да останете на порецу за известно време, а бидејќи сте му блиски по младост и по дух, да го разодудувате. Да го разодудувате. Да видите дал нешто непознато, нешто го мачи. Ако веќе открие, да го лечи. Да го лечиме. Со полна власт, Аристотелско, вие и вашата воља нека се каже некако молба туку заповед каза. Пред вашите
вашите нозе клечиме и на вашата заповед чекаме. При син ми сега одете ме молам. Се измени сил. А, Розенкранци, добър Гилдестер. Не. А Гилдестер и Розенкранц. Господа, нека ти Хамлет, нека ги отнесе веднъж. Сакам дома. Слушай, значи не дозволувай да ти се Овде се чувствувам како риба на сухо. Сакам дома. Овде почнувам да губам тулото под нозете. Слушай, значи немoj да се грижиш, ти реков, наскоро ќе видиме дома. Пак, дали некогаш ти се случило да не ти текнува како се пишуваат некои зборови. Например, дома или жена. Некако чудно ти се разпоредуваат букви, да? Да се сеќаваш? Се сеќавам, да. Се сеќавам на времето кога немаше прашање. А не. Секогаш и да го прашам. Одговори, да, прашање. Не, си ги заборавам. Не сум заборавил. Одговори имаше навсекаде. Каде и да погледнеш имаше одговори. Се сеќавам и на моето име. Дури и на твоето. А ако некој не го знаеше, тие ќе ме прашаа, јас ќе им го кажев. И Полоник секогаш си бил татко на добри вести. А зарем јас сум крал, го служам верно на кралот, што душата му служи на Бога. Господару, виносам вести, и во овој мозок не умее подграновите на мудроста да плови или ги свати владањата на Хамлет. Дай зволи ми за тоа сакам да го чујам. Розенкранц Гилдестер. Гилдестер ми Господа, нека ти Хамлет, нека ги отнесе веднъж. Вие говорите принцип Хамлет? Да, добара. Да. Сакам дома. Ова овде е како живот во јавен парк. Овде почнувам да губам чувството за ориентација. Чекай, ние од која страна дојдовме, не знаеш, а? Чекай, ние грубо гледано дојдевме од таа страна. Така, што значи дека ако сонцето изгрева овде, југ таму е, не само ти добро.
Slušaj. Nemoj me. Odi. Gospoda, to mnogo često mi zborovao za vas i sigurna su mi nema drugi dvajca što bi ti slušao so doverba i vernost. Pa, ako vi godi da potrošite ljubeznost, trošejte si go vreme tolte sonas. Na kralski način ke budete nagradili vije. Gospoda, nego prihamet neka gledate se bedna. Nije grubo reći. Odme od tamna strana, što znači da je sunce od izgleda na vanu, istok, što znači zapad da je vanu, sever da je tamo, a jug kada je tamo. Sakam doma. Ние никому не дължиме нищо. Sakam doma! Ама ти очигледно не разбираш що ми се случва. Ние сме вплеткани во игра. Затоа очите начурени, очите широко отворени. Значи, тркалата се придвижени. Тие правате на ритъм на кој што сме и ние осудени, свачаш? И до Бога, ето да дека на страните не се одигра. Значи секое твое најмало движение активира некој друго движение таму некаде. Свачаш?
Во дружбава наша запоров да најде, да откриеме од каква тајна страда. Од што друго освен од татковата смрт? А като и само зборува за нас, на светот не постои други луѓе што ги обожава повеќе од нас. Ние секогаш го расположуваме да откриеме зашто се работи. Значи треба да ги поставиме вистинските прашања, ама не да се откриеме, сваќаш? Добро, ајде да правиме нешто конструктивно. Например, Хамлет го бараме. Види, а кралот слушај не си ги забравя своите пријатели. Што мислиш за тоа? Епа, види, има кралеви кои што паметат како слонови, а некои малко си го заборава. Аз да те прашам, колку паметат, дали плаќаат? Плаќаат колку толку, сега не знам, те види. Ајде ти реков, да правиме, ајде да го бараме Хамлет. Ама зошто? Ама да го најдеме Хамлет. Како сите ќе дојдат тука, и ние да почнеме да се движиме, има да се продаваме цела ноќ, сваќаш? Вака си. Седни си. Овај. Се чувствува како гледач. Ужасно чувство. Единствено нешто што ме одржува во живот е ирационалната верба дека на сцената ќе се појави некој интересен. А гледаш некого? Не, а ти? Не. Слушај, колку е тоа сутилно. Значи, цело време не држат во напнатост, а никој всушност не ти кажува што на вистина се случува. Значи, цело време живееме близко до вистината и чим добиеме некои појасни култури за работите и почва. Кажи. Кој? Јас, тој. Јас? Не чекамо.
колко ще знам, ти си ти. И како да почне? Обрати ми се. Слабо, че ти си. Милмой Гилденстерн. Не. Чекай, да, јас, да. Милмой Розентекс. Значи, мислам дека не ме разбираш. Значи, ова што го правиме е хипотеза според која јас одговарам како да сум тој, а ти ми поставуваш прашање. Сега знаеш што треба да правиш? Не. Ама ти не си сигурен. Боло? Велам да не си сигурен. Што рече? Не слушнав? Не, нема што треба да се направи. Не ме гледай. Розенкранц, Гилденстерн, Розенкранц. Не, ова за мене, ова пределно комплицирано. Не сум ја за ова работа. Ајде, чекай, се сетив. Значи ти се преправаш дека е тој, а јас ти поставувам прашања. Се збури толку нешто. така. Еј сега како да почнем? Обрати. Добро. Мил мој, честити, орден. Мил мој пријателе! Пак не знам кој сум јас. Ти си... Јас сум јас, а ти си Хамлет. Хамлет. Така. Мил мој, честити лорде. Мил мој пријателе! Како сте? Гледаш умирам од болка. Навистина, зошто така? Па, си... Разбирам. Чекай, ама да нема ништо многу особено. нема! Запомни си малку детали, купај ги каква ситуација. Вашиот татко беше крал на Данска. Мојот татко беше преминал. И неговиот татко Не, преминал. само мојот татко беше преминал. Да сумираме, значи вашиот татко беше крал на Данска, вашиот татко умира, но вашиот стрико станува крал. Не ортодоксно. Не остае без наследство. Не сомнено. Вие кај бевте? Германија. Узурпацијата. Сам ми се воблече. Што ме подсетува на... Да, сумирам, вашиот татко беше крал на Данска. Вашиот татко умира, вие сте негов син, едец и вие сте негов наследник, но не го
се вовлекува во неговите чаршафи и во неговиот престол, со што ја руши и природната и правната практика. А сега, принцу мој Хамлет, зошто се однесувате на ваков необичен начин? Не знам. Верува или не знам. А кралот сепак испрати по нас. И ние дојдовме, така? Не знам. Да се одиме Хамлето. Хамлет? Розенкранц? Гилдестер? Гилдестер? Розенкранц? Пријатели мои драги, како сте вие двајцата? Ко сите деца на... Со што ја разгневивте вашата фортуна што ве пратила овде во затвор? Во затвор, принцу? Данска е затвор. Тогаш целиот свет е затвор, принцу. И тоа многу угледен, со многу прегради и келии. А Данска е еден од најлошите. Не се сложуваме со тоа, принцу. Па добро ден, за вас можеби не е затвор. Зашто лошите работи се само во нашите глави. За мене затвор е. Писмо! Кој мојата сина мајка се лажат. А во што, принцу? Јас сум луд. Ако ме слушате, знам што е сокол, а што чапија. Да не рече нешто. Не, мислам дека ти нешто. Слушај, мислам дека можеме да кажеме дека отидовме чекор на. Мислиш? Јас мислам дека можеме да кажеме дека не направи смешни. Не закопа, не отепа. Добро, не еднаш два пати, ама напредуваме, така? Не закопа, разбираш ли? А нашите ескивирања? Нашите ескивирања беа прекрасни. Не повикава ни тој. Не повикава принцу. Бидеше земја на фама. Ги добивме неговите симптоми, ги добивме, така? А неговите симптоми, сега ќе ти кажам, дека Данска е затвор, дека повеќе би сакал да живее во реална лушпа и дека може да разликува сокол од чапја. Посуетена амбиција, чувство на задоволство. Тоа е мојата диагноза за него. Тоа да ги не за него. И дека половина од она што го каже, значише нешто друго, а другата половина не значише ама баш ништо. Така? Така. Толку сега, кога најмногу ги очекуваме, баш ништо. А ти што очекуваш? Барем никој нешто до сега
момичета не оставяме да ни се качи една глава, а сега се правят на будала! Ама ти никогаш не си задоволен. Но защо ние не можем да правим това? Кога да сакаме да вликуваме, кога да сакаме да изликуваме. Преплашени сме. Това е вашият проблем. Кога ти стане густо, ние подпагаме под нивната личност. И от сега по-натаму, ке преобладува разговор. Сей това шептање налево, надесно стана премногу самоволно. За да не много да се чакува малко континуитет во действието. Се само епизоди, само тоа имаме. И от сега влезо е запален да свиде. Браво. Благодаря. И уште нещо! Говорате принцов Хамлет. Хамлет je ljubio Heliju. Danska je zatvorena. Koj je Hamlet? Hamlet je svaka svoja majka. Hamlet neće da se vide iže. Ko je Ozek princ? Ko je Gildes? Ko je Gildet? Kako četom? No, сега доста присилено. Од прашања бегам го прашува сам. Имавме побатот со актери средба. Му стана мило кога за нив слушна. Тие се овде, вечерче на дворот, треба представа да дадат. Господар, принцот сака и вие да видите таму. Много ми е мило što je sklon takvi prijatelji. Dajte mu potki. Ке вложиме сили, Господар. Dobro, ostavili ti sokoloni sve da govorimo da se sukrijeme ko ne vidi. A ofendira, da ne vidite.
Але! I onda malo da nešto sam. Вие сте знал човек. To je zato što znam kada je sever, a kada je jug. Што сакате со тоа да кажете? Дека несигурноста е природна состојба, а вие не сте ништо посебно. Господи Боже, што треба сега да правим? Ништо. Смирете се, однесувајте се пристојно и природно. Вие барем знаете зашто сте овде. Ние го знаеме само тоа што ние кажеме, а тоа не е доволно, дури не е ни вистинито. Според она кој колку знае, ништо не е вистинито. Се зема на вересија. Вистина е само она што се смета за вистинито. Тоа е животна девиза. А сега простете, Господа, одам да го учам текстот. Дали некогаш си се замислил како лежиш мртов во ковчег покриен со покров? Не. И јас не. Човек е премногу купаво да биде втоварен со тоа. Знаеш, секогаш некој се замислил како лежи жив во ковчегот, а го заборава фактот дека е мртов, што е многу различно. Кога сега би те прашал, дали повеќе сакаш да бидеш жив или мртв во ковчегот? А? Природно ќе посакаш да си жив. Ќе си лежиш овде и ќе си велиш добро, барем не сум мртов, имам шанса. И секогаш може да дојде некој да тропне од гора и да ти каже: ти што правиш така, излегувај однатре. Ние може да се најдеме со интуиција за смртност. Знаеме за неа пред да го научиме зборот за смрт. Пред да научиме дека зборовите воопшто постојат. И затоа негуваме крвави и врескајки во овој свет од спознанието дека покрај сите можни патеки постои само еден правец. А времето е неговата единствена метка. Што мислиш? Смртта би можела да биде брод, а? Ај не трескај глупости.
Тачно е? Ноќе на Броц. За ноги. Ескимите. Има много хубав живот. Цела нощ спиеш, а цел ден не гледаш нищо. Слушай, много сакам Брода. Значи на Броц си слободен да се движиш, да не мислиш кај одиш, едноставно слободен да импровизираш, да уживаш барем некој. Да. А да си ги протегнем нозете малко. Некако не ми се протегнат. А да ти ги протегнам и аз тебе. Не, фала. А да си ги протегнем един на друг, така никъде не кема да отидем. Ти реков не. Добро. Добре, аз сами да това да си протегнам. Добре. Той е тук. Кой? Хамлет. Па таа ден ли го носиме в Англија? Што прави? Тој нема мака. Не има да. А ние немаме ништо. Само едно писмо и го носиме од еден крал до друг и го водиме Хамлет в Англија. А кој е крал на Англија? Па сега зависи од тоа кога ќе стигнеме таму. Значи, имаме писмо. А што мислиш дека пишува во писмото? Па, поздрави, честитки, дипломатија, нешто за фамилијата, така? И за Хамлет? Сигурно за Хамлет. И за нас. Па, мислам дека и за нас. Писмото се објаснува. Се така. Јас го имам. Ти го имам? Да, ти го имам. Ајде. Дали го имам? Ама нема да ми кажеш сега дека се доваѓа. Веројатно, доваѓа. Слушай, ама имам некој чудно чувство како во мене навеше. Не беше во тебе. Па ако беше во мене, ти што се разделуваш? Побаре го те. Слушай, значи ако не беше во тебе, тогаш е во мене. А ако е во мене, тогаш би требало да е во мојот десен натрешен джеб. Еве. Слушай, друг пат вака да се опушта. Да. Сега, кога го најдовме, зошто го барате? Па мислете дека е загубен? Да не е за нешто туку. Не. Добро, и јас во тоа не верувам. А што? Во Англија. Зошто? Кога ќе дојдеме таму, нека знаеме што да покажеме на кралот. Ќе му речеме, ние стигаме. Тој ќе рече, кој сте вие, а? Кој сте вие? Тоа. Разлик на се гилдете. Лазар Гилдесте, кој сте вие? Кој сте луѓе? Вие доаѓате овде во мојот двор без бора. Имаме писмо. Лазар Гилдесте има. Писмо. Нешто што пишува во писмото. Писмо пишува поздрави и честитки од Данска. А Англија пишува дека почитање на ова писмо без подаден да му се откачи главата на Хамлет. Че да видам? Ние сме негови пријатели. Откаде знаеш? Па растевме со него
Но зошто сето тоа, а? Зошто? Много не ми применува логика. Тоа е страшно. Можеше да биде и по-лошо. Можеше да биде и по-лошо. Što? Ne znam nešto, muzika. Muzika? Ništa ne slušam. Имаме писмо, имаме инструкции. Без Хамлет се това работа е
pirati. Pirati, kakvi pirati, tako što zborila, tvoj sa ovdje vani. Imаме писмо! Писмо, ево го! Pismo, Bosko. Eto, najveće nešto. Pismo, čekaj. Pismo. Videti, Anglija je vreme pasao na nas. Pasao. I nasrta ljubov da suči kako palma. I kaka na tamo. Treba to čuti, ako nisu doživljata. Dobro si želite nova pismo, rozredila si Gildester. Bez pohubajne. Regnaš, hagi, pokuđu. Цитирайте нова писмо. Розенкранц Гилдестер, без думање да ги погуби. Gotovi se. Sve je gotovo. Значи, тука не чека самиот почеток. Не знаев дека сме толку важни. Знаеш каде сгрешихме? Се качихме на връх. Се движехме, ама нашето движење е составен дел од друго. Поголемо движење и тоа не тера, не носи како струја, како ветер. Но зошто сета таа работа? Толку многу работи се случија, за да не одведат во нашата мала смрт. Кои сме ние? Вие сте Розенкранц и Гилдестер. А не, Гилдестер и Розенкранц. Тоа е доволно. Тоа не е доволно. И еден ваков крај, без никакво објаснување. Нашето искуство, повеќето од нештата завршуваат со смрт. Вашето искуство. Вие сте глумци. Вие не знаете што е смртта. Вие умирате по стомак и тргувате со нова крава. После смртта нема ополз. После смртта има само тишина. Ова е смртта! Комплетно ви поверував. Видете, смртта Господа е она што актерите најдобро знаат да го прават. И така на сему дојде крај.
Сега ме гледаш, А сега